Бирото за образование е креатор на политиките во образованието. Кои се најголемите проблеми во корона кризата, односно трансформација на образованието во онлайн? Значи, главниот проблем кај нас и во светот беше прво како да продолжиме да функционираме во тие новонастанати услови и изминатиот период работиме цело време на надминување на тие проблеми кои што ги детектиравме и кои што се појавија. Пред се тоа беше недостигот на стратешки и на нормативни документи со кои што се регулира образованието на далечина и непостоењето на еден стандардизиран приод во негова реализација. Добро, кој требаше тоа да го подготви? Тие стратешки документи, таа стандардизирана настава? Не се работи толку за стандардизирана настава, туку и самите закони за основно и средно образование не предвидуваа настава од далечина, ниту пак до сега имало некаква концепција за образование на далечина. Сите досегашни решенија наши главно биле насочени кон тоа како да вклучиме информатичка технологија во наставата, меѓутоа некако систем. Кој тоа требало да го стори? Па значи требало да има визија и требало со претходните реформи или со реформите кои што се одвивале во образованието да се предвиди и ваква ситуација на еден комбиниран пристап на реализирање на настава која што би се одвивала и во училиште и преку некоја платформа. Да. Бирото за образование требало ли да препорача ваков тип на настава претходно, значи пред корона кризата? Па не е само Бирото за развој, значи тоа е генерално на образовната политика на една држава која што се води и на сите чинители. Да, тоа не ви кажав, постојат стратешки документи, меѓутоа тие главно парцијално го решаваат тој проблем. Тоа не било направено во изминатите години, односно децении. Да, концепцијата за учење на далечина е изработена летоска. Значи во периодот од кога почна кризата се работеше и се донесе некаде во јули месец, врз основа на која што и понатака следеа сите овие активности и подготовки за новата учебна година. Вториот проблем? Како втор проблем може да се каже дека и сите чинители во образованието, почнувајќи и од образовните, оние кои што ги носат образовните политики, советниците, понатаму инспекторите, наставниците во училиштата, самите училишта, креаторите практично на образовните политики. Па и оние кои што го реализираат самата настава, да има недостиг на педагошки знаења за реализација на ваков тип на настава од далечинско образование. Што е факт, бидејќи со нова настанатата ситуација, во новите услови, наставниците требаше да преминат од настава во училница во настава од далечина, која што има сосема различно и планирање, различна организација и тука исто така понатака може да се надоврзува и недостигот на дигитални компетенции кај наставниците, не се доволно обучени за реализација на таков вид настава, на користење на вакви платформи. Зошто не биле обучувани наставниците и овој цел кадар кој го споменавте? Повторно е визијата во прашање. Значи постоеле постојат обуки за наставниците кои што биле за користење на дигитални алатки во реализација на наставата, меѓутоа ви кажав повторно, ова е сосема нешто различно од да реализирате наставна програма во училница и да користите дигитални алатки и да се префрлите целосно на една платформа каде што преку неја ќе реализирате настава. И уште еден проблем кој што се појавува, тоа е со недостигот на опрема во училиштата, покриеноста на интернет, не само на училиштата, туку и бидејќи се бараше образование на далечина и кај семејствата на учениците. Која е бројката на учениците кои немаат компјутери? Таква бројка во Бирото не може да ви кажам, бидејќи не сме надлежни за тоа, најдобро е во Министерството за образование. Меѓутоа ние превземаме мерки со тоа што и за оние ученици кои што немаат интернет и кои што не се приклучени на националната платформа која што веќе почна да функционира, како да се обезбеди настави, како да имаат пристап до содржините кои што се реализираат во училиште. Да, вие немате бројка за колку ученици немаат компјутери. Како е можно Бирото за образование да нема бројка? Како креатор на политиките? И па токму затоа, значи Бирото се работи на стратешки документи, концепцијски документи, наставни планови, наставни програми развива. Како би се правеле програмите и плановите и стратешките документи ако не знаете фактичката состојба во државата? Не, ние знаеме фактичката состојба за едни услови во кои што нормално функционира и се реализира наставата. Во вакви услови спроведовме истражување
во текот на летниот период за искуствата на наставниците и со реализација на наставата и со проблемите кои што се соочува, и врз основа на тоа ги градевме сите стратегии како да започне и сите документи како да започне, како да се реализира наставата и учењето во училиштата во оваа учебна година. Добро, и врз основа на тоа, значи добивме некакви податоци каде што видовме дека голем број на наставниците, над 50 на проценти од наставниците имаат потреба од дополнителни обуки, над 50 на проценти од наставниците имаат потреба од опрема. Значи, и врз основа на тоа, во соработка со Министерството, се направија сите подготовки за успешен старт на оваа учебна година. Господине Чешларов, ви благодарам за ова интервју.